Ниту протестна нота, ниту пак директно обраќање до негаторите на македонската нација, туку само под маската на да се игнорираат бугарските маргиналци, кои сепак имаат или имале високи функции во политиката. Власта упорно своевидно ги занемарува навредите, кои речиси секојдневно се упатуваат од Бугарија. Последната наврада на поранешниот бугарски амбасадор во Македонија Јорданов беше повод првиот човек на опозицијата Мицкоски директно да му се обрати токму нему и да реагира на она што го боли секој македонец. Председателот на ВМРО ДПМН го праша Јорданов дали има поголем акт на нецивилизираност да се казнува цела држава и цел еден народ поради неговите историски фрустрации кон Македонија. Никој не ви го спори правото да го почитувате Гоце Делчев доколку сакате, но почитувајте го во целост и она што вистински бил, македонец кој се борел за слобода на Македонија. Го сваќам и вашето неоправдано его и зголемена агресивност, која ја црпите од молчеливоста и попусливоста на оваа македонска влада, кон сите ваши глупости, лаги и измами. И тука можам да кажам дека тоа е наша македонска работа, за која ние внатре во државата дебатираме и ќе се разбереме, но додека чкртате нерви кон мојот народ и Македонија, да ви кажам што е цивилизирано, а што не. И друг пат пред се дрзнете да квалификувате цел народ и земја. Треба да знаете дека темелите на оваа македонска држава се илинденски и антифашистички. Како народ никогаш не сме војувале против соседите, никогаш не сме правеле сојузи со фашистите и никогаш, ама баш никогаш не сме го барале туѓото. Додека Мицкоски реагира на навредите, првиот човек на македонската дипломатија Османи за комуникацијата која имаат Скопје и Софија, веле дека требало да го прекинеме циклусот на негативни односи кој не бил во интерес на двете држави и општества. Знаете дека еве на 2 април ќе има 5-ти изборен циклус во само последните 2 години, односно ќе имаме 5-ти министер за надворешни работи со кој јас треба да работам во услови кога јас сум само 2 години министер за надворешни работи, што создава една непредвидливост во комуникацијата и одржување на таа договорена волја. Обично изборните процеси се тие кои што ја вжештуваат комуникацијата, има политичари кои што во неможност да нудат нешто на граѓаните секогаш се фаќаат за резервните теми кои што создаваат емоции и тие ги праваат како собствен наратив за да се изградат во таа политичка во тој политички надпревар. За подсетување, Јорданов ги нарече македонците црвени ѓубриња, титоисти, србомански измет и одродени бугари, како и низа на други навреди и негирање на македонскиот народ и држава. Европратеникот Джамбаски пак биле дека Македонија и Бугарија биле едно, дека немало македонски народ. Стојанов, председателот на Бугарската фондација Македонија пак го негира во станието на 11 октомври.